Макфест, символ на град Штип. Многу композиции, многу испеани ноти и многу генерации пораснати токму со тие ноти. 18 и 19 септември се дружиме на градскиот плоштад Слобода во Штип, се разбира. Традиција што се одржува овде и сепак е гордост. Во на 18 септември денес петок имаме многу познати пејачи кои што сме пораснале токму со тие песни, а 19 септември сабота, односно станува збор за надпреварувачка вечер, па еве да ви ги споменам и наградите. 5000 евра за прво место, 3000 евра за второ место, 1000 евра за трето место. Награда за најдобар аранжман, најдобар сценски настап, дебитант со висина од 5000 евра. Многу познати имиња, дебитанти кои ќе направат за миг да го почувствуваме убавото од Штип, па затоа да уживаме. Може би оваа пандемија и ситуација нели со ковидот во целиот свет не принуди да го извадиме фестивалот што се вика надвор. Меѓутоа мислам дека воопшто нема да биде лошо тука да се одржува и наредните години. Домот на културата Ацо Шопов си ја одиграл својата улога и пак може да си ја одигра својата улога, тука не станува збор за тоа. Ама стварно е некое посебно доживување, прв пат сум нели присутен вака надвор. Феноменално е чувството, е прекрасно, преубаво. Извинете, не носам маска, сите сте со маски. Сега е таква ситуацијата, меѓутоа кога би била нормална, мислам дека одлична е локацијата за еден ваков фестивал. Секогаш е предизвик времето дали ќе се погоди или не, ама стварно годинава ни се погоди. Тоа е прва работа. Втора работа на сите учесници денеска. Сум неизмерно благодарен, се поклонувам за све што имаат направено за македонската музика, за фестивалот Макфест, за градот Штип. Неверојатно е. Мислам, за мене лично доживувањето е неверојатно. За учесниците што ќе бидат утре посакувам нели да бидат лабави, слободни, да си уживаат во настапот. Кој ќе победи, кој ќе земе награда, тоа не е ни битно. Најбитно е што е 35 години јубилеј, треба да се прослави фестивалот, треба да се прослави целото негово учество во целокупната македонска ризница на музички дела, поготово нели во нормално разборуваме за забавната музика. И мислам дека за утрешниот настап исто така многу популарни пејачи и групи кои што одамна не биле на Макфест зема учество. Не се тука за да градат кариера, не се тука за да покажат дали знаат да пеат или не знаат да пеат. Тука се да дадат почит и чест кон фестивалот, кон градот, кон организаторот и благодарност и до градоначалникот кој што беше досега и сегашниот негов наследник, што и покрај пандемијата се одлучија Макфест да продолжи, значи да не сгасне ниту една година. Се откаже Евровизија, се откажа многу фестивали. Се надевам дека се и во публика совесни колку што можам да гледам луѓето се со маски, седат на седиштата кај што се поставени. Се надевам дека нема да имаме негативни последици од сето ова и се надевам дека ќе оставиме и од утрешниот ден некоја песна која што ќе се вреже во таа македонска ризница за понатака. Јас сум присутен од 99-та година, за претходно сум го гледал на телевизија. Од 99-та немам пропуштен ниту еден како учесник. 99-та бев учесник на Бина, а од 2000-та како автор. Неколку пати сум бил и дел од победничкиот тим. Имало години кога не сме освојували ништо, меѓутоа секогаш сме доаѓале на фестивалот затоа што нема подобра платформа за презентација на она што го имаш да го кажеш од платформата Макфест. Значи, според мене не постои подобра платформа, ни YouTube, ни ништо, затоа што сето тоа е едно доживување, а настап пред публика е друго доживување. Значи, она што го нуди фестивалот, изведувачите, да настапат пред публика, пред цела македонска јавност со пренос, мислам дека е незаменливо во однос на било што друго. Тоа за мене значи Макфест.
тој човек да се присети на нешто, а уште подобро е што другите вела дека сум бил нешто од нешто. Пази, вака се од оваа дистанца сме биле некои пионери, меѓутоа не го гледам ја баш тоа така, затоа што пред се ние се јавуваме како автори, потоа како пејачи, изведувачи. Сега, она што сме успеале, за разлика од другите генерации, да оставиме добри песни кои и ден денеска се слушаат. Ја не знам сега на кого да му го пренесам тоа. Не знам кого да насочам да кажам дека е виновен за тоа. Меѓутоа ние бевме таква една генерација која веќе од поранешната држава, као од поранешни рокери, немавме каде да свириме што и само фестивалот ни дојде као една издишка. И мислам ми дојде као, што да ви кажам, као мелем на рана. Се она, нормално, нашите песни ги прилагодуваме за да бидат фестивалски, а не да бидат рокерски. Ние фактички направиме поп-рок песни, донесовме на Макфест. И затоа можеби тие 80-тите, 90-тите години се разликуваат од овие години понавам. Направив музика на Тешкото од Блаже Конески. Ја пеев една година, ми се чини дека 96 беше. Тоа ми е една од најнеемитувани песни воопшто во мојот живот, меѓутоа мене најдобра и најмила песна. Најдете ја на YouTube, ја има Тешкото, односно слика прва се вика. Најдете, преслушајте, можеби вам ќе ви се допаѓа. Дали Макфест представува искуство кој што секој пејач треба да го има? Не. Дали Макфест сепак представува искуство што секој пејач треба да го има во својата кариера? Би требало, затоа што ние дојдовме како готов производ. Значи ние веќе претходно 10 години сме свирени, што значи Макфест ни дојде као еден издувен вентил на она што во одреден период од годините сме собирале како песна. Значи тоа е као еден вид енергија кој еруптира. Дека треба да имаш искуство за да излезеш на сцена, да. Тоа ние искуство го носиме од тие рок концерти настани. Можам и сега ова да ви го кажам дека мојот прв концерт што сум го одржал во живот е во Домно млади во Штип. Се сеќавам и на тој момент дека снема струја и ние концертот го одржавме на свеќи. По тоа го памет. Сега, какви 1000 концерти сме имале, а Макфест ни доаѓа 1001. Значи, не ни било тешко за да дојдеме на сцена и да настапиме. Најдобар спомен, најубав од Макфест? Мојот најубав спомен од Макфест, ако го кажам, ќе ми избркат од дома. Не е врзан за песна, врзан е за оние луѓе со кои сме се дружеле помеѓу две фестивалски вечери. А такви има на 1000. Тоа е она, да кажеме, нешто што сега во последно време го нема на Макфест. Сега гледам се затварат усова и само издат на Инстаграм и тоа не. Ние имаме комуникација. Еве и ден денеска со овие луѓе, ја можеби 30 години не сум се видел, меѓутоа се почитуваме, знаеме кој што прави, како прави и контактот е многу битен. Како е чувството? Убаво да ви кажам, јас ги сакам сцените, ми се притисува ваков амбиент и убаво да се подсетиме на оние денови кога сум настапувал на Макфест и на други фестивали. Убаво. Како е да се настапува во една ваква малку поинаква атмосфера во време Види, на малку, пандемија? мене ми се допаѓа што Макфест денес се одржува. Добро. Мене ми се допаѓа што денес се одржува баш на отворено. Убаво е. Мада ете сега пандемијата си го носи своето. Не е таа еуфорија што беше порано тука околу нас, пејачите трчаат, деца, аутограми бара, знаеш. Али тоа е тоа, убаво е, убаво е. Види, прво јас ќе ве потсетам, вие сте помлади. Јас сум првиот македонски победник на Макфест. Значи 87-ма.
се до 92 кога освои Олгица со Зајди Зајди. Тогаш Македонија во забавната музика имаше еден вакуум. Скопскиот фестивал не постоеше и се деси еден вакуум на немање на забавна песна. Авторите кубуреа, ги носеа во себе песните, нема каде да ги пласираат. Кога се појави Макфест, еден од тие бев и јас, нели? Пошто сум автор на Осаме. И музика и текст. И тогаш ко бомба пукна, се појави Макфест, се експлодираа сите автори, и познати и непознати. Мислам, тоа се деси тогаш. Тоа е разликата, затоа што тие песни сега живеат. Ако се значи кога ќе си седнете сами у друштво со гитара да си пеете, сите ги пееме по старите песни, овие што се поновите ги забораваме. Зошто е тоа така? Па затоа што не знам, мислам дека има авторот дава душа у себе, мислам ја дава целата душа у песната. Ама дали пазарот е заситен од друга страна, не од наша, мислам од Македонија. Може и тоа е некој момент, ама мислам дека Македонија, авторите македонски повеќе треба да обрнат внимание да пишуваат шлагери. Не да пишуваат во тренд музика, ваква, онаква. Еве, например, Хрватите си пишуваат они хрватски милни песнички што се за деца мислиш дека се, ама си постојат шлагери се, влегуваат во уше. Која е тајната за успешна песна или за шлагери? Види, треба јака инспирација да имаш за убава песна. Едино, инспирацијата е многу битна. Сега се пишуваат песните по нарачка, тој толку ќе даде, овој колку ќе даде, се за пари денес, нема од душа. Дали сметате дека веќе не е истиот жар и кај авторите и кај самите изведувачи, како да речеме порано пред 10 години? Па не, затоа што ви викам, сите се трудат да пишуваат трендовска музика. Ние треба да си го запазиме нашето македонското, да си запазиме шлагерот македонски, да се сетиме на Скопскиот фестивал, какви песни имаше тогаш. Еве, Макфест исто. До 90 и некоја година имаше песни што можеш стварно да ги чуеш и да ги запееш у друштво. Сега не можеш ни една песна да испееш. Значи, како да ви објаснам дека сум падната во севдак 2 дена поред. Кошата ми сежи нон-стоп. Овој звук, таа патека од Астиво хотел до Дом на култура, нашите дружби. Јас тоа кажувам дека нашите настапи биле шлаг на нашата дружба. Значи, не можам да го објаснам тоа чувство. Значи, можеби не се поистоветува нити со она на Југовизија, нели секогаш е некоја фрка. Овде едноставно сме функционирале како една фамилија. Баш како една години јубилеј на Макфест, еден ваш коментар за сите овие години. Јас бев и 2014-та. Значи, на инсистирање на мојот Оливер Арсовски, можам само да кажам дека разлика да направам. Значи, да направам едно резиме, нели? За тогашниот Макфест. Со мојот последен настап 93-та година, зборувам во тој дел, во таа етапа и после 2014-та. Мислам дека се е тоа окей, нели? Навистина сакам кога има млади пеачи, кога има млади сили. Но нека го врата тоа време, нека ја врата таа дружба, тој дух на Макфест. Верувајте ми, не се мери со ништо. Не се мери со ништо. Ево, овие звуци дека ги слушам, овие композиции дека ги слушам, сеќавањето ми се враќаат. Без разлика, зборам од 85-та како е почнат Макфест. Ваш најубав спомен од Макфест? Значи, не можам да издвоам нешто такво, се ми е најубав спомен. Макфест, самиот Макфест ми е најубав спомен. Стапнувањето во Штип ми е мене спомен, како да ви објаснам? Дали мислите дека Макфест е сепак искуство кој што секој пејач треба да го има во својата музичка кариера? Апсолутно. Но сите оние кои што сме од тоа време, знаеме што значи Макфест. Повторно се навраќам на тие времиња. Пошто Макфест поинаку не воспитуваше тогаш. Сега не знам како воспитува, не можам да кажам затоа што не сум присутна.
не сум веќе дел од овие фестивали. Меѓутоа, зборувам во надпреварувачки дел. Меѓутоа, поинаку не воспитуваше. Тоа воспитување, како да ви објаснам, кога родител е најнежен, најдобар, кога детето излегува најуспешно тоа воспитување. Ето тоа е тоа. Апсолутно ме потсети на Сплит. Значи, навистина отворена сцена, околу станови, згради, прекрасно, како да ви... И нека продолжи, тоа е супер. Доколку се одржува ова време, ако е октомври веќе е поладно, нели? Меѓутоа, ако се одржува ова време, да. Апсолутно. Имаме младост која што е многу силна, убава, талентирана, креативна. Прекрасни девојки што пеат, момци силни. Само треба малце да им текне на останатите што не пеат и што не свират, да им го возможат тоа. Условите да им го возможат на македонскиве пеачи и музичари. И тие што прават сето тоа. Толку? Одите, изведувачи кажаат дека за да се направи еден хит треба да се има инспирација. Инспирацијата ја бараат во љубовта. Да, љубовта е почеток и крај. Ако има крај, љубовта ќе продолжи пак, нели? Ама љубов како широк поим или љубов како она ја сакам девојката или ги сакам сите, јас сум добар човек и сакам да бидат сите љубовни и да бидат како мене, не можеш да направиш тоа. Тоа Господ го прави. Ама може сите заедно да почнеме да мислиме така, знаеш. Треба да вложиме напор многу. Значи да му принесуваш љубов на другиот, можеби тој има повеќе од тебе, ама се срами. Или е резервиран, или индиферентен. Така се прави убава музика. Макфест со прв пат се одржува на отворено, како се чувствувате вие? Па ја мислам дека ова идеја за понатаму да можат и останатите пеачи млади кои што доаѓаат, па и постари, слушам дека ќе има и постари од мене пеачи сега утрешната вечер, нели? Зар не беше убаво ова? Мислам, не јас сега што настапив, него сите ова. Мене на пробата една песна просто емотивно ме повлече. А нели знаем дека пред 10 години победила на Ристо Самарџиев песна. Ја пее со една прекрасна девојка која што оперска пее, дива. Неверојатно, значи, ние што треба да правиме? Ние сме направиле се, само треба ова да го дигнеме на висок пиједестал. Им честитам на сите, почнувајќи од Дојчиновски, од првиот тој што направи, мислам седи во првиот, како се вика? Тој првиот што го направи фестивалот. Па, како знаете. Значи, тоа се такви жртви, луѓето го жртвувале своето време, својата младост, својот живот, своето семејство, својата љубов, за да направат ваква љубов. Јас ќе повторам, Макфест е главен имидж на Штип, ама и на Македонија. Затоа што македонската музика добива емоција од Макфест. Средлетни големи горештини, озвекала ќе ја правиме. Иако не е Макфестовска, ќе ја правиме. Ја овакво нешто предлагав уште пред некој предложи пред едно 3-4-5 години, кога имаше нели некоја верзија на Макфест јунска, еве ни ја Вики. Со Вики заславивме вечерва. И супер беше. Супер беше. Мислам, оној пат кога 2007 победивме со Ирена, разликата беше некако околу 200 гласови помеѓу првиот и вториот, со тебе ќе беше барем 300. Гласови разлика, да знаеш. Океј, да, уште тогаш предлагав овој простор навистина е убав. За вака сега принудени при оваа ситуација, кога разбрав дека ќе биде овде, веднаш ја поддржав идејата, мислам дека е прекрасно, целиот град да ужива во
сите овие песни, да ужива, да се потсети дека 35 години градот живее со ова. Значи, живее, расне, се дружи, пее. Штип треба да е свесен цела Македонија дека најголем дел од ризницата на македонската поп музика е затужен Макфест и оваа сцена овде и Штипјан и така што одличен потек што е ваму, не само поради комуникацијата, туку поради протоколите, туку поради комуникацијата која што на овој начин граѓаните малку повеќе има, поблиска им е оваа сцена и така. Да, одлично, супер, мислам дека одлично, да. Кога јас сум за тоа, нели нормално макар да се врати во терминот кој што е во октомври. И сега кога некој ептен Нострадамус би ни кажал дека во октомври се бидат ноќите се вакви топли, убави, без дождови, мислам дека ова е вистинската нешто. Прв пат на Макфест како дел од Макфест, од прекрасен дует кој што остава белег за мене пред се како личност, како солист. Бев воодушевена од идејата и од понудата на Дојчин. Кога ми се јави, веднаш добив замисла како би тоа изгледало, особено со таков пејач како што е Ристо. И едноставно и сега јас растев едно со Макфест, Штипјанка, секоја година сум на Макфест, два пати во жирито бев на Макфест. Оваа година како солист, се уште сум под импресија и возбуда. Многу немам зборови, чувството е прекрасно. Ти благодарам што на неколку места ми извади со текстот. Сакам и ова да одлично, сакам и ова да кажам, после оној настап онака што имав со Ирена Крстевска тогаш на Макфест. Ирена појде во Грац, се вработи во Грац во операта. Последен пат кога се слушнав со нејзе работеше во операта во Виена, а сега кој знае каде е. Така што можеби и со Вики ќе биде такво нешто, нормално. Да, дај Боже, само за убави нешто да се гледаме и за вакви прекрасни манифестации, да се шири магијата на уметноста, на вистинските вредности, на звуците на песната, како да кажам. Utra
Aplauz se razbira i za